Земјоделскиот инспекторат пролетва ќе ги зајакне контролите на издаденото државно земјоделско земјиште под концесија, бидејќи постојат сомневања дека земјиштето или не се обработува или се дава под закуп на индивидуални земјоделци. Дека постои земјоделско земјиште кое одредени стопанства ги добиле под концесија пред 6-7 години, а стои обраснато со трева на земјоделските власти во Струмица, им потврдија земјоделците кои сметат дека е потребна ревизија. Познавам фирми кои имаат земено земјиште под концесија, а сега да одиме таму ќе видиме дека од 500-600 декари колку е таму, сигурно 100 има обраснато во трева и 50 има дадено под кирија, под 2000 денари на други луѓе. Значи ова мора да се искорени, ова веќе не оди така. Тоа беше земено од земјоделците, на кој 2, на кој 3 декари. Министерот за земјоделство истакна дека се покренати околу 200 тужби против земјоделски стопанства кои не ја плаќале концесијата, а со одредени концесионери веќе се раскинати договорите оти се констатирани неправилности согласно склучените договори. Сме направиле низа на контроли, како што кажав, веќе сме раскинале повеќе. Еден од договорите кои што го раскинавме е 700 хектари. Има и многу други за кои што имаме тековни постапки, затоа ве охрабрувам, нема никој кој што е заштеден. Буквално не интересира кој е што е, туку да навистина овој дел од земјишната проблематика за да го средиме, ќе ни треба и ваша поддршка и ваша комуникација и сите овие констатации кои што вие ги знаете на терен. Од Министерството за земјоделство истакна дека наскоро во повеќе региони ќе биде издавано државно земјоделско земјиште над 3 хектари, а во Струмичко ќе започне процесот на консолидација на земјиште со цел окрупнување на земјоделските парцели.